имаме повеќе што да изгубиме, ниту имаме што да однесеме дома. Морам само една минута да одземам за фелата во која што во последно време се направи, како да кажам, да ги заборава. Тај култура, колешката си кажа, културни ги направивме, кутрите од културни и некултурни бидат затоа што и они се на улица бараат поголеми плати со право и со тоа што го работат. Шумарството не е само градежништво проблем. Вие дали знаете дека во шумарство, во најголемите јавни предпријатија што се одржување на шуми, стопанисување на шуми, национални паркови, јавното предпријатие Јасен како посебно подрачје, 90% од работените се на минимална плата. Тоа не се приватни компании, тоа се државни компании, јавни предпријатија. И како рече министерот, не пофаливте кој исплативме плата во шуми. Дали дојде ред да се фалиме или да пофалиме некој кој ќе дае редовно плата? За каква држава правиме ние муабет за каков систем? Па национални шуми, без разлика која влада е, некако само се вработуваат луѓе без да се гледаат последиците на луѓето што работат внатре, и затоа сега луѓе партиски внесени во минатиот состав и денес се изедначија со плати за никакви работни места со шумарските техничари, инженери. Имате добро решение, префрлете кај Вера во културата. Да, со тој колективен договор да видат малку и они бенефит. А добро со нашиот... Срамота е шумарски инженер во 21 век да зима 25.000 денари плата. Шумарски инженер во јавно предпријатие. Па затоа на шумарски факултет тројца во 3 години има. Ама и на градежен ќе има тројца. И утре ние државава велиме дека виновни се овие што ги кажуваат отворено работите вистината. А дајде да погледнеме во очи еден со друг, да кажеме што фали во државава, таму да запишуваме деца, таму да студираме, таму да вложуваме, а не само гол популизам и сега ние го правиме популизам, што не сме политичка партија. Многу е, како да кажам, нефер.